претпоставам ги сретнавте коментарите на социјалните мрежи, пишува као се спремаме за инвазија на Марс, а не за чистење на Скопје. Можеше ли тоа да се направи малку? Па добро, мислам дека во Скопје одамна не беа видени повеќе од 100 машини на едно место и механизација кои што влегува во процес да го чистат главниот град. Главниот град кој што беше презатрупан со ѓубре изминатите 4 години. Во редно, зошто мораше да бидат паркирани, да бидат снимани? Па сега има контраверзи, дронот немал дозвола за летање. Јас прво сум немал дрон ангажирано таму. Фотографии имаме ние, меѓу кои што има и дронски фотографии кои што не сме ги објавиле. Ние ги објавиле други. Снимал тие, таму не можеше пиле да прелета, не. Па мислам дека друг ги објави сликите, не се сеќавам беше некој портал или не знам точно, но еве ќе провериме точно. Јас немам дрон кој што е наша собственост. Дека вие сте го снимале, пак некој од вашето окружување или од партијата? Имавме работен дрон во општина Кисела Вода, но тоа беше под 220 грама дрон кој што мислам дека не подлежи на одредени сертификати дозволи, не сум барем информиран во детали. Знаете зашто беа реакциите, зашто во други случаи беа повикувани луѓе во полициска станица, па му се заканува. Еве ако сум и на новинарски екипи имаше такви случаи. Гоце, ако сум сторил одредено прекршување, слободно стојам на сите институции на располагање, но не сум го сторил тоа.